Скопје повторно меѓу најзагадените градови во светот. Дали да има или да нема огномет, кои се мерки треба да бидат на сила и во чија надлежност се истите, се дел од барањата кои граѓанските активисти денес ги побараа од град Скопје. Градоначалникот Ѓорѓиевски, кој пред да започне пресот на Зелен хуман град, влегуваше во своето возило и покрај тоа што рече дека писмено ќе бидеме известени, сепак влезе во дискусија со активистите. Мојот став е да за новогодишната прослава никаде не се активира огномет на територија на градот Скопје, но не сме ние тие кои што можеме тоа да го забраниме или да не го забраниме. Можете апсолутно што сакате на територија на градот Скопје да забраните, што представува опасност. Ама не е така, ние не сме диктатура, господјо. Централната власт е истата партија. Ама сега ова е да се побара веднаш да донесат. Сега ова е како некоја мерка во здравство, вие да кажете дека јас бидејќи сум од иста политичка партија со централната власт, дека јас можам да донесам мерка во однос на здравството во Република Македонија. Во изминатите 2 дена, 5 мерни станици во Скопје регистрирала зголемено присуство на PM10 честички над дозволената граница. Најалармантно е во Центар, Газибаба, Карпош, Лисиче и кај ректоратот, соопшти Министерството за животна средина и просторно планирање. Се препорачува бремените жени, лицата над 60 години и хронично болните да бидат ослободени од работни обврски. Воедно и реорганизација на работното време, при што работата на отворено да се одвива меѓу 11 и 17 часот. Град Скопје ги активираше препораките против загаден воздух, да се ограничи престојот на отворено, да се избегнуваат спортски настани на отворено, средните училишта и градинките да ги проверат прочистувачите на воздух, да се користи јавен превоз. Сепак се поставува прашањето дали градот има доволно инспектори за контролите да бидат спроведени во целост. Можеби не е обемот колку што сметам дека треба да е задоволувачки, но сепак е подобра инспекцијската служба споредбено со било која друга општина во државата и постапуваат на терен постојано луѓето. Во меѓувреме Зелен хуман град побараа дислокација на цементарницата Усие, додавајќи дека станува збор за еден од 10% најголеми загадувачи во светот. Ако ниту инспекторатот, ниту Министерството, ниту Собранието, ниту обвинителството не ги спроведуваат своите должности и надлежности, должност на Советот на град Скопје како најблизок до граѓаните и по закон и по устав да го заштити нивното здравје, може да испрати силна политичка порака и да иницира отпочнување на овој многу задоснет процес со кој ќе застане рамо до рамо со скопјани. Целосно ги отфрламе сите обвинувања кон Титан Усија, кои се невистините и не се заснуваат на измерени научни податоци и факти, стои во дописот на Титан Усија. Работењето на Титан Усија е под 24-часовен независен мониторинг, а сите податоци од мерењата се јавно достапни. Покрај нивното доставување до надлежните институции, кои имаат и независен увид, податоците од мерењата редовно се споделуваат со медиумите и со невладиниот сектор. Сите мерења покажуваат дека работењето на компанијата е под законски дозволените лимити. Скопје не е единствениот град кој се соочува со енормното загадување. Струмица и Кичево веќе 2 дена се под посебни мерки за заштита на населението поради надминат праг на штетни честички во воздухот.